самата представа, како што знаат повеќето прилепчани, говори за тоа како едно семејство, односно како живите од едно семејство се справуваат со смртта на еден нивни член од семејството, нели? Но тоа е представено на еден, условно речено, сатиричен, ироничен начин, кој што на крајот произлегува една доста комична представа, која што сигурен сум дека нема прилепчанец кој што не ја знае. И токму и тоа нас ни беше од една страна и предизвик, од друга страна и ни беше голем терет, а тоа е да се обидеме колку што можеме повеќе да избегаме, нели, од она што е оној филм во режија на познатиот Коли Ангеловски, кој што нели сите го знаат, бидејќи има доста различни работи кои што ги има во драмскиот текст, кои што ние го зедовме како предложка, и во однос на филмот, нели? И тоа ни беше најголемиот предизвик и јас мислам дека ние успеавме да создадеме една своја представа која што публиката ќе ја гледа со своји очи, а не низ призмата на тој на тој филм, нели? Причината поради која што сите се собравме и решивме да го реализираме овој проект е да ја направиме представата хуманитарна и сите собрани средства од продажбата на влезните билети да ги донираме на 3 места кои што мислиме дека се моментално приоритетни за да се помогне. А тоа е на прво место ќе инсталираме лифт за хендикепирани лица во Центарот за култура Марко Цепенков за пристап во големата сала. Лифтот е повеќе потребен, нели? Потоа во дневниот центар за деца, за лица со посебни потреби Зуница ќе промениме дограма и на крај во основното училиште Климент Охридски ќе набавиме 4 компјутери за потребите на посебните паралелки. Викенд на мртовци е драмски текст кој верувам дека дефинитивно треба одново и одново да биде поставуван пред публиката и верувам дека ние добро си одработивме својата работа и дека публиката ќе бара се повеќе и повеќе изведби, дека ќе сака да ја гледа нашата представа. Јас сум актуелен член на помладите на театар Чин 4 сцена 5, како што кажа и режисерот на оваа представа, главно улогите ги зазедоа ветераните, оние кои што порано биле членови на театар Чин 4 сцена 5 и морам да кажам дека енергијата на пробите и во целиот овој процес беше прекрасна, беше задоволство да се работи со нив и верувам дека ние како помлади членови внесовме една нова енергија и така сите заедно како една екипа создадовме уште едно убаво театарско дело за кое што публиката уште долго ќе зборува и уште долго ќе биде барано на сцената на Домот за култура. Чувството на 28 години да бидиш ветеран е убаво. Благодарам за поканата, што ме поканивте да играм пак. Не избегав на прашањето да одговорам нас од групата, сум дел, се чувствувам како семејство, се чувствуваме сите како семејство. Немам играно добри 7-8 години и он ме прифатив поканата. Пошто разбрав дека е и од хуманитарен карактер, одделив многу време со се само да се помогне. Па представата ја справаме веќе 2 месеци, добри 2 месеци. И упатуваме на апел до сите прилепчани да купат карта, да гледат представата, бидејќи пред се кај нас треба да постои тоа чувство на хуманитарност. Во представата, додека ја спремавме, сите пренесовме едно добро искуство, големите нас и ние на големите.